Јас лично мислам дека е многу закаснет овој чекор. Јас уште пред воопшто да стане збор за можност за вонредни избори и слично, кажав дека избори можат да се спроведат во Република Македонија само доколку се формира не техничка, туку технократска влада. Значи, технократска влада која што нема да биде составена од балансиран процент на представници на политичките партии, туку од луѓе кои што не се толку многу врзани за политичките партии, кои што се стручњаци и кои што треба да добијат одреден период, значи не непосредно пред изборите, туку минимум 4, 5, 6 месеци или година дена за да ги воспостават основните параметри кои што може да овозможат избори. Имено изборите представуваат суштински елемент на демократијата, а во Република Македонија едноставно не постои во моментов ни од демократија, односно постојат кулиси. Значи, ние играме, ние имаме представа на демократија, меѓутоа суштински не работи ниту еден од институтите кои што би требале да ги дадат основите на демократското владење. Во такви услови и во услови кога не работи апсолутно ниту еден контролен механизам кој што граѓаните може да го искористат со цел заштита на своите права и слободи, едноставно е илузорно да се спроведуваат избори. И јас навистина не знам зашто воопшто една опозициона политичка партија би се впуштила во нешто вакво и од каде и е таа утописка надеж дека нешто може да се смени. Што е она што го очекуваа во моментот кога влегоа во играта на ВМРО ДПМНЕ наречена фери демократски избори. Мислам дека она што треба да се направи тоа е апсолутно да не се признаат овие избори, апсолутно да не се прифати присуство, а не пак влез во собранието на Република Македонија. И да ви кажам, како еден од активистите кој што уште од 91 година е вклучен во невладиниот сектор и во се она што представува мониторинг на изборните процеси, јас лично имам намера да се повлечам и да замолчам се до моментот додека не мислам дека граѓаните имаат некаква елементарна спремност да почнат да се борат за своите собствени права. Јас мислам дека